Почитувани гледачи на МНЕТ телевизија, ново издание од спортскиот магазин Трибина. Разговарам со Никола Караколев, кошаркарот на кошаркарскиот клуб Соколи од Штип, да видиме што практично предстои пред овој штипски клуб и патот до првата лига. Најпрво благодарност до вас за прифатената покани, ете да поразговараме за се она што практички се случило нели оваа тековна сезона пред Соколи и една ретроспектива на вашата кариера. Пред се благодарам што ме викнате, да имам шанса да ви одговорам на сите прашања. Оваа сезона Штип може да се каже дека живее за кошарката. Амбициите на нашиот клуб Соколи се да влеземе у прва лига. Сега добро идеме, прво место сме на табелата. У сабота не очекува некое тешко надпреварување, тешка утакмица со екипата на маđари од Скопје. Првата утакмица со нив таму ги добиме. Убедливо, ама сега моментално се појачани со доста прволигашки играчи и нема да ни биде лесно, затоа што секоја утакмица е поразлична, али нормално ние како секоја утакмица се спремаме доволно. Мислам дека со помош на публиката, пуна сала, атмосфера добра, нашата игра да ја прикажеме у најдобро светло, мислам дека нема да има проблем да извоеме победа. Значи екипата на маđари тој е практично директен конкурент на патот заедно со екипата на Ангели тука исто, кои што се така поизразисти конкуренти. Тие три екипи, ние, маđари и Ангели се на некој начин лидерите на табелата и од тие три екипи треба две екипи да влезат у прва лига. Нормално дека нас не е сега многу битна оваа победа за на некој начин да се издвоиме и да избегаме некои две победи пред маđари. И сега ајде да ги појасниме на гледачите патот кој што е до прва лига и пред нели емисијата спомнавме, целта на екипата е претпоставам тоа прво место, со цел нели да кога ќе дојде тоа разигрување да играте со екипата која што ќе биде осма на табелата. Да, значи пред се нас не е најбитно да го задржиме првото место, од проста причина кај што ако го задржиме ние првото место, ќе имаме предност домашен терен. Тоа значи ако ние завршиме прво ќе играме со осмо. Значи првите 8 екипи прво игра со 8, второ со 7 и така натоа. Ако го задржиме ние првото место, играме со 8 на 2 добиени, многу значи пренос домашен терен. Тоа е фактички на некој начин као четвртфинале. Ако ние го поминеме тоа, после играме полуфинале и пак имаме пренос домашен терен. Многу значи пренос домашен терен со кое што дома да тепаме, у гости ако направиме кикс, да не дај Боже изгубиме, дома имаме шанси да се игра мајсторка. Таа мајсторка дома на домашен терен тешко некој да може да не добие, затоа што ипак ние сме доста квалитетна екипа, квалитетен тренер, добра публика, добра атмосфера. Значи се е како што треба и услови и финанси од општината, значи со се сме на некој начин задоволени и не гледам причина зашо не би успеале у целта. Значи тоа кога спомнавме за мајсторка, всушност тоа што беше пред 2 години со Охрид, кога всушност мајсторката беше во Билина извори. Тука беше тоа има некое правило, спретна околност се случи Охрид да ја земе предност домашен терен. Штипјани тога и пред 2-3 години они играа првата такмица у Охрид и изгубија Соколи, па после тоа дојдеа тука беше еден и мајсторката беше у Охрид. Тоа е тоа што ви викам дека многу значи предност домашен терен, посебно у втора лига предност домашен терен многу значи. И сега кога спомнавме за публиката, каква е поддршката и публиката од страна на Штип пред се за тие домашни надпревари? Многу значи. Многу е поразлично кога играш пред публика отколку пред празна сала. Еве сега ние бевме да играме во Охрид, имаше публика, ама така и така. Не фактот дека голема салата. Да, и плюс голема сала немаш атмосфера. Ти играш али многу е поразлично чувството кога ти играш пред пуна сала, а поготово ако играш дома. Значи ипак спортот се игра за нели да има пуни сали, да има нема логика да играш ти да нема публика. А кога ќе можем сега да видам вака па што пратам и прва лига и втора лига, моментално Штип, иако имаме Соколи второлигашка екипа, сме у втора лига, Штип има најдобра публика и најголема посетеност. У прва лига надпревари да играт МЗ и Работнички, што се нели вечни ривали, има помалку публика него ли Штип. Значи ова може да кажеме дека веќе можеби презаситено веќе со тоа што имаме нонстоп прволигаши по Скопје, а нема нели во внатрешноста. Па за жал веќе Источна Македонија нема. Некако се е насочено кон Скопје.
тај дел. Скопје, Куманово, еве натаму Гостивар, Битола. Кавадарци, Битола, тие се цел живот. Мислам дека време веќе да се смене тоа и време е да се смене, затоа што Штип заслужува да има прволигашка екипа у кошарка. Штип имаше прволигашка екипа пред 10 години. Така. Кога постоеше УГД Гоце Делчев, тогава може да бидеме сите сме сведоци дека тогава салата беше фул, како што и сега. Тоа значи дека чим тогаш е била фул и сега е фул, значи Штип сака кошарка. Ако Штип не е кошарка, нема ни да идат ни сега, ни тога немало да идат. Така. Значи чим има гужва, има публика у салата Јора Мјалков, значи Штипјани сакат кошарка. Во каква состојба кошарката во Македонија? Не само првата и втората, генерално кошарката во Македонија, со оглед на фактот дека имате едно големо искуство и како репрезентативец. Кој е вашето видување за кошарката? Оди ли во нагорна линија? За жал не. Не оди во нагорна линија од причини лани сали, финанси, има некое правило со тие странци, има моментално правило 4 странци. Значи, у втора лига нема странци, али у прва лига има странци. Правилото значи 4 странци може да секоја екипа да регистрира 4 странци. Автоматски сега тренерот ќе дојде ќе земе 4 странци и еден домашен. И он ќе игра цела утакмица со 4 странци и еден домашен, значи 3-4 домашни играчи ќе седат на клупа. Значи се потиснати нашите играчи. играчи. Се потиснати нашите играчи. Година, 2-3 кои бидат потиснати, тие играчи више на 20 години, 22 пензија. Така. Тоа тука е проблемот. По мене не иде у нагорна линија, мора нешто се промене, а тоа за нешто се промене значи од 4 странци да се намале правилото на двајца, со кои автоматски ќе имаме тројца мора да бидат домашни играчи и плюс тие што од клупа ќе влагат како домашни играчи. На тај начин ќе има повеќе постојаност у салите, поголеми финанси ќе има за домашните играчи, повеќе простора се докажа да напредуваат. А на овај начин со тоа правило 4 странци нема да има напредок у македонската кошарка, се дека тоа не се смене. И сега кога спомнавме ладни сали, имаше еден надправок кој што не се одигра па се прекаже како што беше Куманово со Пелистер. Кое е вашето искуство изминатите години? Зборувам за инфраструктурата, имаме ли веќе вложување во салите, не знам, од страна на самите клубови, од општината и од државата, еве сега Министерството за спорт, да имаме подобро услови, бидејќи е нехумано да излезете на надпрак како кошаркари да играте на 4-5 степени во салата на ладните. Најголем проблем, мислам, услови у македонската кошарка е значи да имаш топла сала. Да имаш топла сала, да имаш опрема и слично. Ние немаме топли сали. За разлика, пак ќе кажем у Штип, ние моментално тренираме у топла сала. Второлигашка екипа. Иди МЗТ, работнички, Гостивар, нема топла сала. Прволигашка екипа. Да, и со амбиции нели за... Со амбиции и тоа има тони буџет преку 300-400 евра. Пелистер има €1.000.000 буџет. Па некош има, некош нема. Так. Штип втора лига има топла сала. Значи, али пак кога ќе видиме генерално у Македонија нема топли сали. А тоа е нешто предуслов за резултат. Ти за да дојдеш на тренинг, на утакмица, да го изработиш тренингот како што треба и слично, ти треба да имаш услови. Услови може да имаш само тај начин. Ако ти немаш топла сала, како ќе улезеш да тренираш, да дадеш максимум? Па ти на ладна сала не дај Боже може да скинеш мускул, може да се повредиш. И кога ќе видиш ти на крајот дено, условите се најбитни од се. Али да се врдам на тоа, ја 20 години играм прва лига, 20 години нема топла сала. Нема. Има ли барем топла вода, со оглед на фактот дека некои сали топла вода немаат? Има сали кај што нема топла вода, али ајде пак тоа некако го има. Дали на соларно, дали на не е битно топла вода има, али џабе топла вода кој ти основното нешто топла сала кај нас се дешава. Јас сум бил знам 5 години бев у Евроникел у Кавадарци. Сала јас ми беше катастрофа ладно. Значи надвор кој било 0 степени, у сала беше -2. У салата беше поладно него ли надвор. И ти сега да идеш на тренинг, ти облечуваш едни тренерки, други тренерки, значи катастрофа. Ти немаш услови за тука не може перформансите на кошаркар да излезе. Не можеш, ти автоматски си стегнат, цело тело ти е стегнато затоа што ти не можеш да го дадеш максимум на тие услови. Затоа мислам дека време е агенци за млади спорт, општини, држава, значи сите да се некако склопат да може да пружат основни услови
за утре и младите категории деца кои што ќе дојдат да тренираат, да улезат во топла сала. Така. Оти ние како родители да го пуштиш еднаш, два пати, три пати на тренинг у некоја ладна сала и детето ти се разболе, ти утре нема да го пуштиш. Затоа пак ќе кажам, предуслов за било кој спорт треба да имаш топли сали. А интерес е да речеме кај приватниот сектор, дали има можеби за вложување во кошарката генерално. Гледаме дека во фудбалот доста турци навлегуваат по екипите и во прва и во втора лига. Каква е состојбата со кошарката? Има ли тука можеби интерес за да влезат, да има некоја странска инвестиција, да ја избира така? Да, разбирам. Моментално не. Моментално единствено што пружат финансии во кошарката се општините и државата има тие што се како ваучери. Така. Државата доделува ваучер на секој клуб, дали Така. прва лига, втора лига за било кој спорт. Така. И клубовите функционираат на тај начин. Значи они земат ваучер од државата, тој ваучер го користат за играчите за исплата на плати, на котизации, на суди, на сали да платат трошкови, патни, храна, смештај за играчите и сето тоа. Значи кога ги видиме од приватниот сектор немаме никаква помош, се од државни институции, општини, ваучери и слично. Значи гледаме дека на таков начин дека тешко може да опстане кошарката. Тешко, многу. И сега една компарација ќе направиме за интересот на младите во кошарката и во Штип, бидејќи минатата недела имаше на јавна трибина нели Штип сака кошарка на која што се разговараше. Каков е интересот кон младите за кошарката во Штип? Не е на највисоко ниво, али мислам дека единствената причина што не е на највисоко ниво да младите ја сакат уште повеќе кошарката у Штип е затоа што Штип нема пролигашка екипа. Многу значи ако Штип има пролигашка екипа. На кој начин? Кога ќе дојдат пример, дај Боже да влеземе Соколи у прва лига. Кога ќе дојдат екипи како МЗТ, Работнички, Пелистер, таму има доста квалитетни прволигашки играчи, од кои има и доста странци. Таму се игра многу по-атрактивна кошарка. Забивање, асистенции, значи таму се многу поквалитетни играчи. На тај начин, кога ќе дојдат младите деца у сала да го гледат тоа, на тај начин децата ќе ја засакат уште повише кошарката. Сега кога ќе дојдат на нашите надправи, они ја гледат кошарката, убава и слично, али се уште нема таа професионалност, нема ги тие нема таа не е толку атрактивна кошарката у втора лига како у прва. У прва лига има многу поквалитетни играчи и тие поквалитетни играчи се многу попримамливи на младите категории. Ако детето доја и види дека некој е атлета, трча, на тај начин тоа дете ќе се заинтересира за кошарка. Така, ќе му пробуди некоја жела поголема. Да. Значи, пак ќе кажам, мислам дека у Штип што нема толкова заинтересираност за кошарката, зборам за младите категории, е причината што немаме ние уште прволигашка екипа. А сум убеден дека Штип, дај Боже да влеземе ние у прва лига, дека многу повише ќе има млади категории кои што ќе тренират и ќе сакат и време веќе Штип да добие прволигашка екипа, на тај начин ќе ги вратиме и младите у сала, а не дома пред лаптоп, телевизор, PlayStation и слично. Треба си децата да се насочат кон спортот, затоа што тоа е најубаво нешто у животот, спортот е. Така. На крајот од денот, нели, спортот те гради во вистинска и права личност. Точно, да. И сега ако направиме па една компарација не само на Штип, генерално на ниво на Македонија, ако нели со оглед на факт дека сте доста во кошарката, каков интересот по другите градови? Исто. Особено каде што нема прволигаши. Исто. Значи нема ги децата да ја сакат кошарката. Нема ги затоа што пак ќе кажам условите, тие социјални мрежи, технологии нови, значи тоа мислам дека тие се некои работи кои што не ги дозволува на младите да спортуваат. Порано знаеш, у мое време било немам телефон, немаш PlayStation, немаш лаптоп, немаш ништо. 3 програми имаш на телевизор, што ќе направиш, ќе излезеш надвор, ќе шутираш на кошот. Сега моментално младите категории са бале стане си зима PlayStation. Повеќе играат на PlayStation кошарка отколку во реалност. Да. Али у мое време пред 20 години, 25 години, кога јас сум почнувал, пошто не е имало што да правиш дома, идеш, шутираш, тренираш. А сега децата, мислам дека и тие нови модерни времења прави да децата не спортуваат. Не зборам само за кошарка, зборам генерално за било кој спорт у Македонија, дека
тие социјални мрежи, технологии, телефони, дека они прават многу проблем кон тоа децата да спортуваат. Затоа што на детето летно време ќе му биде, не знам, жешко ќе си седне на телевизор. Прво не е било тоа. Жешко, не жешко, ти излаваш надвор, идеш на кош, играш фудбал, кошарка, што и да е, не е битно. И сега гледаме дека нели сите општини из Македонија нели промовираат игралишта, дали било тоа ракометно, кошаркарско, меѓутоа кога да поминеме тие за жал се празни. Се празни. Не можеме како во минатото да видиме нели групата па дури се чекало ред, нели една екипа да заврши па други да играат, бидејќи немало и толку многу игралишта. Сега имаме преголем број на игралишта, спортски терени, спортски качи, меѓутоа немаме млади. Точно, и имаме ние овој тип игралишта. Еве тука ти е гимназијата кај нас. Порано јас како дете сум бил тоа што викате вие дека се чекало ред за да дојдеш да играш баскет. Сега нема. Нема за тоа што они се сите на дома на пред телевизори, пред социјални мрежи. Порано бил друг, а има, ако сака некој да спортува, да тренира, ќе најде начин. Така. Значи ќе најдеш начин, дали е фудбал, дали е кошарка, дали не е битно, генерално за било кој спорт, дете ако сака да спортува одреден спорт, ќе спортува. Не дека у Штип има. Има тука у Леваците има кај да играат баскет, у гимназиите има кај да играат баскет. Еве Јоран Мијалков пак салата достапна, мислам дека кој да иде да сака да дете мало да тренира има и клубови у Штип. Клубови кошаркарски клубови ги има кај што било кој може да тренира, ама пак ќе кажам, заинтересираноста на младите не е како што е било порано. Што правиме со репрезентацијата? Ќе има ли тука некој напредок? Ќе може ли повторно да се вратиме во тој колосек кој што бевме таму 2012 кога направивме на голем успех? На почетокот од разговорот ви кажа дека проблемот е странците. Ради тие странци нема македонски играчи. Еве се моментално вчера има игра Македонија-Полска. Така. Ние победиме, да, ама пак се ставаше акцент на еден играч, на странецот. Така. Немаме ние у задни 10 години некои млади да видиш 5-6 деца што стварно издвојуваат што ќе носат репрезентацијата. Значи се тоа генерации преку 30 години видиш кај нас што се моментално у А селекција. А се е тоа благодарение на тоа што у клубовите има играчи кај нас у репрезентација што у клубовите не играт, а стабилно у репрезентација. А у клубовите не играт затоа што при нив има странци. Ама оние кои играат цела година, имат минутажа, многу подобро ќе се покажат у репрезентација. Така. Ама они седат на клупа затоа што тренерот сака готов производ. Тренерот му вика сега подобро странец ќе ми донесат, нема ја подобро да не пошли. Сите тренери зависат од тоа. Значи тренерот нема време да експериментира со млади деца. Он подобро ќе остави младо дете на клупа, странецот ќе му игра, ќе му донесе резултат, а децата стагнират. Седат на клупа и после година, 2, 3, 5 или се откажуваат, или играат за многу помалку пари и сега кога ќе го врнеш целото ти ќе сванеш дека моментално у наша А селекција репрезентација ние немаме голем успех, немаме резултат баш ради ова. Што правиме со младинските репрезентации? Има ли тука потенцијал некој да излезе и да се наметне во таа сениорска репрезентација или оннова пак странците ќе го прават тој проблем? Странците, да. У мое време на 16-17 години тие што сме биле по-талентирани, по-успешни, што сме тренирале најмногу, сме играле на 16-17 години, сме играле у прва лига и сме играли први пет. Значи ја 2003-2004 година бев у МЗТ. На 16-17 мои години ја играв за МЗТ, играв први пет. Прва петорка, значи у МЗТ. Така. Сега 16 години не може да игра први пет у второлигашка екипа. Значи тоа ти кажува доста. Така. И сега од каде желбата за кошарката кај вас? Кај мене желбата за кошарката доби со тоа што татко ми е бил кошаркар. Него го имам гледано, тоа си иде фамилиарно. Так. Него го имам гледано на тренизи, на утакмици и татко ми си имаше негов клуб КК Стипион, почна кај него у Димитар Лаков школото таму да тренирам на некој си може 7-8 години мој. Кај него тренирав. После имаше тука Штип втора лига градски клуб, тука изигра една година на некој мој 15 години. Па после 15-16 година тогава оде потпиша за МЗТ, али пред тоа, значи ја се сакав кошарката многу. Ама пак ќе кажам, сакаше кошарката затоа што нема што друго у тај момент.
Значи, у тоа време да е имало, можда да е имало како што е сега, што зборевме, социјални мрежи, Инстаграм и не знам, PlayStation, прашање дали јас ќе сум бил успешен кошаркар со 20 годишна кариера, професионална, прволигашка. Прашање. У тај момент не е имало, јас сум улагал, посебно татко ми е улагал у мене да можам јас да успеам у тоа што сум сакал. И пак ќе кажам, јас сум успеал у мојата кариера со тоа што тогава немаше странци. Имаше еден или двајца максимум странци у прволигашка екипа. Значи повеќе акцент имале И се ставаше акцент на домашни играчи. Посебно ако си млад, талентиран, тренеро многу му повеќе значеше ти како македонец, како домашен играч, како млад, надежен, талентиран. Они повише нив тоа ги влечеше тренерите да улагат у млад талентиран, него ли странец, затоа што на крајот од денот тренерот гледа да каже кога ќе заврши тренерската кариера, кога заврши каже јас го извади како кошакар Караколев, не знам, Кире Николовски, Јане Петровски, тоа се мои бивши колеги, што тогава бевме сите деца. И тогава се улагаше у нас и ние за тоа на некој начин успеаме и направиме добра кариера. Али да имало тогава исто како сега 4 странци и или да постојале вие технологии како сега, прашање дали ние би го направиле тоа што го имаме направено овие 20 години. И сега, ако направиме во тие 20 години таа професионална ваша кариера која имате, каде можеби бевте најисполнет, во која екипа и каде практично имаше можеби најдобри услови за да се одигра стварно еден добар натпревар каде што има добри тренинзи и слично? Најмногу успех лично за мене бил у Евроникел у Кавадарци, таму бев 5 години. Таму бев 2021, мислам дека беше. 21 или 22 бевме вице шампиони на Македонија, второ место завршиме. Тога играме финале со МЗТ, реално МЗТ беа подобри, али тоа беше за нас успех. Ние тогаш бевме добра екипа со 6 играчи. Со 6 играчи ние лигата ја поминаме многу лесно и стигнаме до финале. И мислам дека за мене најголем успех ми беше тој период во Евроникел, затоа што имаше и добри услови, финансиски услови многу добри. Пак ладна сала си, секој се ладна сала, али тоа е стандард за Македонија. Значи за мене Евроникел ми остави најголем печаток затоа што таму и како играч и како мој начин на игра и се таму сум најзадоволен како се прикажал како кошаркар. 2017 бевте спортист на град Куманово. Да. Колку е важно едно такво признание да се добие? Па многу значи, со тоа што јас сум штипијанец и у Куманово играв 3,5 години. Многу значи кога ќе ти изберат спортист на градот у друг град кај што ти не потекнуваш таму. Така. Избраваме за спортист на градот Куманово 2016-2017. Таа година игравме финале Бибел лига и имав добри игри. 3,5 години бев таму. И благодарение на тие добри игри дојде до тоа признание. И сега, кога спомнавме и Бибел, нели, кој што меѓународно надпреварување, тука и АБА лигата, колку македонските екипи може да се носат во едно такво оригинално надпреварување? Во Бибел лига може да се носат. Затоа што нема квалитетот у играта у кошарката нема голема разлика во Македонија и во Бибел лига, нема многу, а во АБА лигата има. Значи во АБА лигата македонските екипи не може да се носат. Примерти се и МЗТ беа и Пелистер порано, значи многу тешко за во АБА лига треба да имаш стварно многу финанси. Многу финанси и ние у Македонија моментално за АБА лига немаме домашни играчи македонски, што ти можеш да се наслонеш на тие македонски играчи да можеш ти да имаш резултат во АБА лигата. Пак ќе биде на тие странци и слично, ама пак кога ќе видиш ти странци да ти игра домашна седат на клупа, ти џабе играш АБА лига. Така. Кога на крајот играш пред празна сала. Дешавало со АБА лига да се игра празна сала, играат странци. Нема атмосфера, но треба да повеќе како ривијален надпревар. Џабе ти играш не АБА, која сакаш игра лига ти ако немаш пуни сали, ако нема да дојде кој да те бодра да те гледа, значи нема. Буквално нема. И сега, низ тие 20 години поминати низ повеќе клубови, како и Кожув и Работнички, која публика може би е најдобра? Може да ми замерат. Допред негде од 2010-2012 најдобра публика има Работнички МСТ. City Park Boys Family Aerodrome.
Така. Кога ќе се играше дерби измеѓу Работнички и МЗ, тоа беше Празник. празник. Значи Скопје беше блокирано, навијачи од оваа страна, навијачи од таа страна, салата, ако и се игра утакмицата у 6 сат, у 5 сат, салата ти е фул. Нема каде игла падне. Значи преубаво. Таму не ти треба буквално ни да се загреваш, јас како кошаркар. Од МЗ-то која ојде у Работнички 2007, знам прва утакмица мене ми беше Работнички МЗ-те, салата не ти треба да се загреваш ти на таква публика. Како кога гледаме ние сега Звезда Партизан, Так. исто. Само што таму повеќе народ, поголеми сали. Така. Тука у наша сала исти. Атмосфера малтане иста. На такви утакмици атмосфера преубава, адреналин до плафон, ти само играш и тоа е празник. Али пак кажем најдобри навијачки групи, најдобра публика за да идеш да гледаш порано беа Работнички и МЗ. И сега, кога спомнат, всушност трансфер правиш од еден во друг ривал, Да. лутите ривали. Какви беа тие први почетоци, прв надпревар, играш против нели веќе сега твојот поранешен Бившата. клуб? Лоши. Имав, искрено тоа беше 2008, имав многу проблеми. Тогаш да отидеш од Работнички у МЗ или обратно, тоа беше ти си предавник. Так. И тоа за мене беше некој тежок период, кај што имав проблеми, закани, не знам, малку се навијачите на и тие. Така. Као, ако идеш ваму, ти си предавник, ти не си го сакал клубу и слично, а реално, на крајот дено, ние сите идеме за подобри услови, за Така. за пари, значи ја ојде од причина едноставно немаше касни плати у МЗ-те но ја бев 19 години бев тогаш. 19 години бев, имав помода од Работнички, ми дава негде 3 години мислам дека имав договор, имав право да си го раскинам договор и си оде у Работнички. Ама у МЗ тоа не го разбират, не го сваќат. Зборам не го сваќат навијачите. Така. Луѓето кога што идат да гледат, они разбират за на крајот дено сите ние работиме за да заработиме. Како професија. Како професија, значи никој не иде таму за да и само игра, значи на некој начин ти мораш тоа да го да заработиш. Јас сум очти потишол у Скопје да заработам, да играм и да заработам. А у тај момент они тоа не го сваќаа, тогаш не го сваќаа, ама после со тек на годините кога се видам со некој навијач, со некој бивши играч, тренер, они Страстите, нели, се намалија и викат као па да, имал си право, па ја не го тоа направи намерно. Али било е многу чудно да играш од еден ривал да отидеш кај друг, како во овај случај јас од Може притисок на некој надпревари. Нормално. Свиркување на име и презиме. Да, имаше и песни, и пцуење, и фамилии, мешање и се, ама едноставно ти си професионалец, едноставно видиш на утакмица, се исклучиш, имаш притисок, имаш притисок првите минута, 2-3, кога ќе дадеш први кош веќе се опушташ и Колку тоа влијае психички на врз самата игра или едноставно како професионалец, како што спомнав, треба да се исклучиш и да се посветиш на самата игра? У тај момент на мене првите сигурно почетокот на таа утакмица, ја се памтам точно, играше се у градски парк у Скопје, првите 2-3 минути притисок имаш, нормално затоа што од едната страна те пцуваат, викат по тебе, цркат, значи на некој начин имаш притисок. Ама на крај од денот ти си професионалец, знаеш дека мораш што побрзо да го надминеш тоа, мораш да се исклучиш и да се не посветиш и да се насочиш само кон утакмицата. Затоа што ако ти мислиш на тоа, само полошки се направиш. Ама тоа е било таа прва утакмица. Така. После тоа ти улаваш у ритам и едноставно се исклучуваш. Така. Ако направиме сега во тие 20 години, кој надпревар би го издвоиле како победа која што е била најдрага и пораз кој што можеби ден денеска не може да го прифатите? У овие 20 години? Да. Овие 20 години. Кавалерци Евроникел финалето со МЗ. Мислам дека тогаш, пошто МЗ е нели, МЗ институција, они има тогаш поголем буџет од нас. Ние бевме фактички некој начин изненадување таа сезона, улеземе у финале, никој не очекуваше дека Евроникел со 6 играчи ќе влезат у финале, ние улеземе и мислам дека тогаш и суди и федерација не дозволи да има изненадување у македонското првенство, затоа што ќе беше премногу да некоја екипа со 3 пати помал буџет од МЗ, со 6 играчи да направи
изненадување и да го бутне МЗТ од Врво. Така. Да. И криво ми за тоа што мислам дека тогаш ние бевме стварно добра екипа и мислам дека да освоевме ние титула ќе им беше нешто најдраго во мојата кариера. Значи највише ми е жал за таа сезона, мислам беше тоа 2020, што не го освоиме тога и што не освоиме титулата. А за некоја победа која што ти е можеби толку многу драга, можеби победа која што била, не знам, клучна, победа која што може да донесе некој голем успех или можеби некоја победа која што била прослава некој поинтересен, по спектакуларен начин, ај би рекол со навивачите? Па не знам да ти кажам. Еве ја ќе издвојам после Бибел Лига Кумано од 2017, таа мислам дека игравме со, не знам кој беше, дали беше Тиват. Мислам дека со таа победа влеговме во финале у Бибел. Така, таа мислам дека им беше така, имаше доста расположение, сите беме нормално срекни, влеземе у финале. Таа може да извом како доста значителна. Во репрезентацијата, какви беа моментите кога ќе се стапне во репрезентација и која е тежината да се носи репрезентативниот дрес? Преубаво. Значи тоа е веќе друго ниво. Значи многу поразлично кога играш за репрезентација, многу поразлично кога играш за клубот. Репрезентација е нешто свето. Кога ќе облечеш самиот дрес, ти знаеш кога ќе застанеш пред химната, ти знаеш дека ја представуваш Македонија и дека сите очекуваат од тебе ти донесеш резултат. На тај начин ти се чувствуваш баш значеш, значи играш за Македонија, представуваш Македонија, знамето, грбот, многу значи. И е многу поразлично да играш за репрезентација, него ли да играш за клубот. Тоа си има сосема различна тежина си репрезентација, сосема различно си е клубот. Така. Кои биле најголемите предизвици во репрезентацијата за вас лично како репрезентативец на Македонија? Предизвици. Тогаш 2006-2007 бевме Б дивизија. Европско првенство се играше во Португалија. Бевме Б дивизија. Целта ни беше да влеземе во А дивизија и тогаш од сите надпрви, значи сите надпрви немавме ни еден пораз. Влеговме у финале, ама пак исто како сега тука првите две екипи финалето тие влагат у А дивизија. Нас ни беше целта да влеземе у А дивизија, влеговме финале, успеавме, тоа ни беше најголем предизвик и успеавме. И сега кога спомнавме кога направивме на компарација нели со публиката која што ете МЗТ на работнички, кога играте на домашен терен, нели се полни салата со подршка од македонската фаланга, каква е тука атмосферата на У разлика мислиш за? Разлика меѓу нели оние навивачки групи кои што се во рамки на самите екипи во однос на репрезентацијата. Знаеме дека нели доста поголема атмосфера се бојат нели во знамето на Македонија, боите тапање тука нели она. Тогаш кога ќе игра Македонија, тука нема навијачки групи, овие се за работнички, овие се за Пелисар, овие се за МЗ, не, тука се на некој начин сите за Македонија. И сите се у тие наши препознатливи бои. Сите навиваат за Македонија и у тај момент се забрава ти како кошаркар за која екипа настапуваш. Значи тоа е никој не мисли на тоа, само у тај момент се гледа Македонија. Знамето, репрезентацијата и ништо повеќе. Дали можеби се сеќавате на првиот надпрв за репрезентацијата? И какви беа чувствата кога ќе се за прв пат да се одигра официјален надпрв за репрезентацијата на Македонија? Официјален надпрв за репрезентација ми беше М18, тоа беше во Италија, преубаво. Јас тогаш сум бил дете 16-18 години. За М18 мислам дека беше тоа во Италија, на европско. Идеш таму и посебни и услови, друга димензија, значи таму ти е, немам зборови, значи едноставно многу значи. Прв пат кога облечеш дресот да играш за Македонија, поубаво се чувствуваш каде. Многу позначи. Ти играш за клуб, да, имаш и навијачи се, ама кога ќе играш за репрезентација, знаеш дека веќе си нешто постигнал. Така. Само до тоа, кога веќе ти улезеш у некој си најдобри 12 у Македонија, ти автоматски веќе знаеш дека нешто си постигнал, значи вредиш. И сега кога одите со репрезентација на некој гостување во некоја друга држава,
таму нели доаѓаат, не знам, со Италија, со било која репрезентација, каде што реално има нели многу подобро услови во самото првенство. Кога ќе разменеш контакт со некој, не знам, сигурно ти тренира во топла сала, така, за разлика од во Македонија. Колку тоа влијае врз вас како кошаркар кој што игра за репрезентацијата, а ќе се врати во клубот да игра во ладна сала, а играл, не знам, во Италија во некоја сала каде што има светски услови стандарди. Тогаш кога ја играв за репрезентација, тоа бев доста млад. И у тај момент не ставав, јас лично не ставав акцент дали тренираш во ладна сала, дали имаш услови. Јас како дете тоа, да, дешавало се и Португалија и не знам кај сме, Италија и Словенија на европско. Ти идеш, запознаваш се со колеги, ти имаш го тоа како информација дека они тренираат у топли сали, дека имаат услови слично, ама у тај момент како млад кошаркар, кој сум бил еве конкретно јас на 18-19 години, 20, тебе не ти било тоа битно. Тебе ти било битно само да играш, да напредуваш, да направиш на некој начин кариера и на крајот тоа да ти се исплати. У тај момент не ми толку било битно. Со текот на годините после долгогодишна 20 годишна кариера, сваќам дека да сме ги имале тие услови овие последни 20 години Македонија. Значи не само јас, и доста мои колеги, бивши колеги што веќе се имат и на 32-3 години, се имат откажано, едноставно изнервира се, не му се игра више ладни сали, нема финанси и си оди. После долги години ти сватиш дека ти не си ги имал тие услови. Значи отпоследува. У тај момент ти како млад, јас како млад не ми било битно ни пари, ни ладни сали, тебе ти било битно само да играш, да бидеш најдобар и тоа е тоа. И сега во финишот на самата емисија, кој би била можеби на порака од вас до младите пред сете и за оние кои што се колебат да започнат со кошарката? Кој би била некоја најидеална возраст да се започнат првите тренинзи во кошарката? Најидеалната возраст за да почнат младите да тренираат кошарка негде 7-8 години може да почнат. Нормално полека со тренери да ја покажат основата и слично. Треба да тренираат кошарка затоа што кошарката е преубав спорт. Кошарката е по мене најубавиот спорт. Кој сака нека каже, значи кошарката си е кошарка. Младите треба да тренираат кошарка затоа што и уопште да не успеат у кошарката. Пак ќе бидат насочени кон на некој правилен пат. Подобро е да тренира кошарка до 18, 19, 20 години тренира кошарка, да спортува, да се изградува, едноставно да биде насочен кон спортот, него да седе дома. И на крајот денот, дури и да не биде ништо, барем тие 20 години, ние како родители знаеме дека сме го насочиле детето кон спортот. Без разлика дали е генерално гледаме кошарка, фудбал, не е битно. Детето треба да спортува. Ако спортува, ќе ги избегне другите пороци, знаеме што има се особено во денешно време. Во денешно време катастрофа, хаос. Затоа подобро е да спортува, а така шансите да успее се исто многу поголеми и дури не да Боже да не успее, нема ништо страшно, било насочен кон спорт. Так. Подобро да на 20 години да каже веќе не спортувам, ама биле од некој 10 години до 20 години он е бил насочен кон спорт и сите пороци ги тргаме на страна. Значи, моја порака за младите, спортувајте. Спортувајте, играте кошарка, било што, значи тоа нема ништо поубаво спортот. За кратко крај од самата емисија, има ли можеби некој трансфер за кој што жалите што не се реализира? Лично за мене збораме. Да, имав трансфер, требаше тогаш млад. Бев у ЕМС за 2003, 2004 или 2005 имав понуда од Словачка. Тогаш бара да идам клубот, мислам дека се викаше Слован. Имав понуда да идам таму да живеам во интернат, да учам школу и слично, ама тогаш бев многу млад. И нормално, мајка ми, татко ми, млад е, уште рано е, а играв тогаш за ЕМЗ-те, као има време, знаеш. И секој ќе си некош со тек на времето си го врнам филмот, ако сум отишол би бил на некоја скалило плюс. Можда и не, можда би било полоши и од овоа, ама пак ќе кажам, јас сум задоволен и од овоа, пак 20 години професионална кариера не е малку. Јас сум задоволен од овоа. Сега следна моја желба у мојата кариера ми е Соколи да влезе во прва лига
и следна година да има штип да гледат прволигашка кошарка, кај што ќе имаме пуни сали, атмосфера и се да биде како што треба. Јас ќе ви посакам многу среќа пред се да се чувате од повреди нормално и да ја остварите вашата цел, да ете штипени да практично следната сезона гледаат прволигашка кошарка и Истокот, да ја вратиме првата лига во Истокот. Точно. Фала многу на вас за поканата и ќе се видиме. Почитувани гледачи, ова беше се од денешното издание на спортскиот магазин Трибина. Останете понатаму со програмата на Емнет телевизија.